Мајскиот мраз го изгоре расадот на тутунопроизводителите од потплачковичките села. Наместо подготвен за садење, расадот разден и пожолтен и уништен од утринската слана. Ниските температури не поштедија ништо, дури ни леите покриени со најлон, а оштетен е и дел од веќе засадениот тутун во нивите. Производителите велат дека штетите достигнуваат и над 60%, па многумина остануваат без решение. Неочекуваниот мраз среде мај им донесе нови трошоци и страв дека сезоната ќе почне со големи загуби. Расода имаме штети и тоа неверојатно плачковиот дел од сланата, што слана го фана на повише луѓе изгорее го сланата расода. 60% се оштетени. 60% се оштетени и што има некои луѓе што се сејале, почнале 2 дена, 3 дена и у нивите се оштета има, расодо изгоре. Сега поново треба да има сејдба. Времето е што никој не ги очекувал вакво време да има. Се изгоре, се. Да, секако што е покриено у леите изгоре. Покриено под најлоно изгоре расадо, чудно време беше. Слана многу имаше, мраз. По големите штети од мразот, тутунопроизводителите сега ќе бараат спас во расадот од други ниви и производители. Велат дека за нова сеидба веќе е доцна, па единствено решение е да се снајдат за да ја спасат сезоната. Што да правиме? Мора да се трудиме. Ако не може да ги најдеме од поле, од некаде расад, мора да се трудиме да колку ќе успее да имаме. Нема време веќе, нема шанса. Многу касно ќе биде. Што да правиме? Не од никој, од Господ е, ако нешто помогне, добро, ако не... Сега тутунарите велат дека ќе се снаоѓаат како знаат и умеат само да спасат што е можно од годишната реколта. Како што велат, тешко е, ама нема откажување. Секој ќе се бори за своето поле до крај.